Најново издание на регионалните вести, проследете ги настаните кои што го одбележаа денот. Во просториите на СВР Тетово денеска беше презентиран новиот закон за безбедност на патниот сообраќај. Намалените дозволени брзини, повисоки казни и уште неколку новитети се карактеристика на законот. Новиот закон за безбедност на патниот сообраќај предвидува поригорозни казни за прекршителите на сообраќајните правила и прописи каде има голем број измени. Невисока казна за пречекорување на брзината во населените мести изнесува 400 евра. Постои можност да се впишат и негативни поени, а законот предвидува и одземање на возачка дозвола. Знаете дека беше спомнато како најголема дозволена брзина во градското подрачје е воведена 50 км, значи ограничување на брзината од 50 км на час. Значи во населено место. Меѓутоа има и исклучок доколку техничките карактеристики тоа го возможуваат, значи брзината може да биде определена со посебен сообраќајен знак, но не повеќе од 70 км на час. Во делот на непочитувањето, односно глобите кои се нови на исто во тој дел, ќе спомнам дека доколку во населено место водач со возило се движи со брзина поголема од 50 км на час од ограничувањето, значи возачот ќе се соочи со мандатен платен налог, глоба од 400 евра, во мандатна постапка и 60 негативни бодови. Покрај глобата, односно мандатниот платен налог, ќе се соочи исто и со прекршочна санкција забрана за управување со моторно возило од 6 до 12 месеци. Значи може да забележите дека ова е новина која што има измени, значи и во висината на самата глоба. Тука е воведена новина кај што може да има порамнување, нели законодавецот предвидел да покрај глобата, значи може да се внесат и негативни бодови, значи таа е мандатна постапка, глобата е 400 евра и 65 негативни бодови. Значи доколку се одлучи граѓанинот да внесе негативни бодови, во возачката книжка тоа се 65 или пак да ја плати глобата, меѓутоа глобата ќе ја плати во целосен износ. Значи нема тука пола плаќање, него целосниот износ на вредноста која ја спомнавме, значи 400 евра во денарска противредност. Новиот закон предвидува измени при сообраќајни незгоди, каде страните го пополнуваат европскиот извештај, односно учесниците во сообраќајната незгода, меѓусебно се договараат за направената штета. Кога ќе се исполнуваат сите услови за подполнување на европски извештај, а возачите не постапуваат по однос на ова, значи не подполнуваат европски извештај, туку чекат присуство на работените од полиција да присуствуваат да вршат увид на лице место. Тука на тие возачи што се исполнуваат условите, а возилата не ги поместиле неподполнени европски извештај, ќе им се дава прекршочен платен налог во износ од 250 евра, кој ќе им биде овозможено во рок од 8 дена да го платат половина од казната, или пак, ако не ја платат во рок од 8 дена, значи ќе биде однесена барање до основен суд Тетово. Новини во измените на патниот сообраќај има и за моторциклистите и велосипедистите, велат од сообраќајната полиција. Трета новина во законот е видеонадзорот. Значи на оние места каде што ние статистички по нашите евиденции и статистики што ги водиме, дека највише имаме прекршители на законот за безбедност на патиштата, значи се воведува видеонадзор се со цел за намалување на прекршоците на овие места. Покрај тоа, посебен осврт му се дават и на Општинскиот совет за безбедност, кој функционира во рамките на Републичкиот совет за безбедност. Посебно, значи во се осврна, законот се осврна за кандидатите за возач. Со тоа што новина имаме видеонадзор на теоретскиот и практичниот дел, значи кај што се обучуваат кандидатите за возач во автошколите. Значи да се избегне
Она појава каде што фиктивно им се даваше, значи потврда за кандидатите за возач дека ги поминале практичниот дел и теоретскиот дел ги поминале, а не доволно ги познаваа сообраќајните правила и прописи. Бидејќи таа категорија возач почетник, значи не се јавува како најчести учесник во како прекршок, што не ги почитува сообраќајните правила и прописи, и директни се учесници и во сообраќајните незгоди. Па со таа цел посебно внимание им се посвети и на ова за теоретскиот и практичниот дел, автошколите, значи за кандидатите на возач што се кањим, значи уредно, со добро познавање, да направат добри возачи кои ќе бидат утре директни учесници во сообраќајот. Значи дека треба да носат заштитен шлем, во ноќни услови стои, значи во новото законско решение, дека е потребно да носат флуоресцентен елек, да. Новиот закон за безбедност на патниот сообраќај е дел од втората национална стратегија за унапредување на безбедноста на сообраќајот во период од 2015 до 2020. Новиот закон за безбедност на патниот сообраќај е дел од втората национална стратегија за унапредување на безбедноста на сообраќајот во период од 2015 до 2020 година. Со стратегијата е предвидено бројот на загинати да се намали. Во просек на 1 милион жители во Македонија при сообраќајни незгоди загинуваат приближно 75 лица, односно секој втор ден по едно лице го губи животот на македонските патишта. Целта е овој просек до 2020 година да се намали, барем за половина. Одронот Карпа синоќа до утрово го блокираше патот Маврово-Дебар. По расчистувањето сообраќајот е нормализиран. Сепак поради обилните врнежи и влажни коловози, полицијата препорачува зголемена внимателност. Неколку одрони повеќе часа го блокираа патот Маврово-Дебар. По интервенцијата на екипите од Македонија Пат, околу 10:30 часот, патниот правец е исчистен и сообраќајот нормализиран. Како што информира од СВР Тетово, синоќа околу 22 часот во близина на манастирот Свети Јован Бигорски се одронила поголема карпа и неколку помали. Целосно во прекин бил сообраќајот по едната коловозна лента и делумно по втората. Предизвикано било и оштетување на металната ограда на бензинската пумпа во должина од 6 метри, како и самиот асфалтен слој на коловозот. Со оглед на временските прилики, надлежните не ја исклучуваат можноста од настанување слични проблеми по патиштата по долината на Радика. Од СВР Тетово упатуваат апел до возачите да бидат максимално внимателни заради големата влажност на коловозите и водата која се задржува од обилните врнежи што го зафатија регионот. Дождливото време засега не предизвика проблеми во сообраќајот на други патни правци во гостиварското подрачје. Проектот Купи куќа, купи стан промовиран пред тетовци. Граѓаните кои немаат свој имот можат да аплицираат за два вида субвенциониран стамбен кредит: за купување или доградба на куќа или за купување стан. Пред тетовци вчера беше промовиран владиниот проект Купи куќа, купи стан. Граѓаните кои немаат свој имот можат да аплицираат за два вида субвенциониран стамбен кредит: за купување или доградба на куќа или за купување стан. При тоа треба да исполнуваат неколку услови, како што се да се државјани на Република Македонија, примањето на кандидатот или неговиот брачен партнер да не надминува повеќе од 900 евра месечно или не повеќе од 1300 евра заеднички примања, да нема подигнато друг стамбен кредит и да нема друг имот на свое име или името на брачниот другар. Потоа, во банката започнува стандардна процедура за одобрување на стамбен кредит, при што банкарскиот службеник ќе побара одредена документација за да се испита кредитната способност на барателот, пошто од кога ќе биде донесена одлука за предодобрување на кредит, документите се доставуваат во Министерството за финансии. Таму по одреден временски период, кој обично не е повеќе од 2 недели, се одржува комисија на која што се донесува одлука за одобрување на субвенција. Сега, какви видови на субвенции постојат? Постои субвенција за купување на стан, постои субвенција за купување на куќа и за доградба или надградба на куќа. Одеме на почетокот со купување на стан. Постојат два модели на субвенции кои што може да ги добие кредитобарателот. Едниот е со половина од месечната рата во првите 5 години, додека другиот е половина од учеството на почетокот пред отплатата на кредитот.
Кај првиот модел со половина од месечната рата во првите 5 години, лицето добива субвенција од државата секој месец во половина од износот на месечната рата. Така, доколку месечната рата изнесува 200 евра, лицето плаќа 100 евра со вредност од 200 евра, бидејќи една половина, односно 100 евра, се субвенција од страна на државата. При тоа, важно е да се напомене дека има повластени каматни стапки во првите 5 години, при што во првите 3 години каматна стапка изнесува 3,95%, тоа е фиксна каматна стапка која што не може да се промени, додека во четвртата и петата година е 4,44%. По петата година, откога ќе поминат првите 5 години во кои што лицето има право да ја користи субвенцијата, банката сама ја пресметува каматна стапка и лицето ги плаќа ануитетите во цел износ. Односно, доколку месечната рата е 200 евра, се плаќа 200 евра и така натаму. За моделите купи куќа и надгради или догради куќа, Министерството за финансии плаќа 75% од месечната рата неповратни средства во првите 5 години од отплатата на стамбениот кредит. Апликацијата за проектот Купи куќа, купи стан трае до 31 декември оваа година во една од 8 банки со кои е остварена соработка. Новиот проект на Фондот за здравствено осигурување наменет за хроничните болни, кој стартуваше неудамна, најде на позитивен прием кај осигурениците, покажа првичните резултати. Проектот се спроведува и на подрачјето на Тетово. Позитивен прием кај осигурениците има новиот проект на владата на Република Македонија. Фондот се грижи за хроничните болни, покажуваат првичните резултати. Проектот се реализира преку Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија, се однесува на грижата на хронично болните. Во рамки на проектот комуникацијата во кол центарот се одвива со телефонски јавување, SMS пораки и e-пошта со осигуреници кои се хронично болни од кардиолошки, бубрежни заболувања и дијабетес. Како што информираат од фондот, досега 10 тима на вработени од фондот контактирале 3120 осигуреници со дијабетес, кардиолошки и бубрежни заболувања, од предвидените 154.531 осигуреник. По 20-дневното спроведување на проектот, резултатите покажале дека осигурениците се запознаени со тежината на нивното заболување и имаат основни информации за својата терапија, начинот на исхрана и животен стил. Неколку осигуреници знаеле дека имаат болест, но не биле сигурни какви се последиците од ненавременото одење на лекар и примање на соодветна терапија. Сепак, по укажување од вработените во фондот, овие осигуреници се согласиле посовесно да се однесуваат кон своето здравје и да ги слушаат препораките на лекарите. Осигурениците, поттикнати од јавувањата, се интересирали и за други права од здравственото осигурување, кои се во надлежност на фондот, како што се остварување право на ортопедски помагала, право на медицинска рехабилитација, како продолжено болничко лекување и бараат дополнителни информации за лекови на позитивната листа. Во реализацијата на проектот се вклучени тимови составени од вработени од поголемите подрачни служби, како што се Скопје, Тетово, Штип, Битола, Струмица, Велес, Прилеп и Куманово. Тие им се јавуваат на осигурениците со трите хронични заболувања да ги потсетат кои прегледи треба редовно да ги прават, да ги информираат за комплексноста на заболувањето со цел да се стопира можната прогресија на болеста. Информираат од Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија. Инаку, според истражувањата, 16.193 лица со хронични заболувања се регистрирани во Полошкиот регион преку Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија. Најголем дел од хроничните болни, или 7.978, имаат дијабетес. 7.666 лица макамачат со кардиоваскуларни болести, додека пак 549 имаат хронично нефролошко заболување. Со соопштение до медиумите денес се огласи Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово. Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово ги прашува Општинскиот комитет на ДПМНЕ, градоначалникот на општина Тетово господја Теута Арифи, но и пратеничката од ДПМНЕ господја Светлана Карапетрова, докаде се советени од проектот 2013 година, односно изградбата на православната црква. Имено во предизборната кампања со недели на граѓаните од Тетово им се ветуваше, помеѓу останатите проекти доколку гласаат за Теута Арифи, дека ќе биде изградена и православна црква во централното градско подрачје, се вели во соопштението на Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово.
Веќе 2 години како Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово бара одговори од истите актери, кои токму пред 2 години ветуваа, ништо не остварија. Актерите продолжуваат со проекти кои не ги остваруваат, а на одговорите им се губи трак. Сакаме да нагласиме и дека деновиве активисти на ДПМН повторно ја користат истата реторика со ветување и притисоци кон Македонската православна црква, а како што се зборува и дека истиот проект, изградба на православен храм, повторно ќе се ветува на граѓаните и на следните избори во 2016 година, се вели во соопштението на Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово. Во неделникот Фокус е објавен текст за стечајот на медицинска пластика од Тетово. За да заштити моќници, државата заглави во криминалниот стечај на медицинска пластика. Ова е насловот во најновиот број на неделникот Фокус, во кој на 4 страници ја опишува стечајната постапка за фабриката и улогата на стечајниот управник Миодраг Ѓорѓевски, кој откако го открил криминалот во тетовската фабрика за производство на медицинска пластика и почнал да го пријавува, бил сменет. Според пишувањето на Фокус, неговиот наследник го финализирал стечајот без воопшто да внимава на законските постапки. Сторијата започнува уште од 2002 година со стечајот на Југохром, кога медицинска пластика действува како составен дел од комбинатот од Јегуновце. Во овој дел, според стечајниот управник Миодраг Ѓорѓевски, е направен првиот упад во криминалниот стечај со активирање на хипотека врз медицинска пластика. Во вториот дел, Ѓорѓевски за Фокус објаснува како Тетовската банка станува собственик на имотот на медицинска пластика. Периодот од 2006 година е регистрирана во третиот дел од сторијата, при што е отворен стечај врз собствениот имот на медицинска пластика. Тогаш Ѓорѓевски станува стечајен управник кој, за да започне со спроведување стечајна постапка, прво морал да побара од судот да направи побивање на правните действија за имотот, што го одзела Тетовска банка од медицинска пластика. Откако моќниците ја увиделе упорноста на Ѓорѓевски да докаже дека имотот е нелегално продаден и дека мора да се врати во стечајна маса, го разрешиле од функцијата. Неговиот наследник, како да не мрднал со прст, со тоа овозможил стечајот да биде затворен, а имотот да остане кај ТТК банка. За крај ТТК банка го продава имотот на Тетекс, тогаш застапуван од Глигорije Гоговски, иако тоа не смеело, и стечајната постапка била почната, се вели во текстот објавен во Фокус. Стечајната постапка е затворена официјално во јуни 2013 година. Тоа значи дека во јуни 2016 година истекува законскиот рок од 3 години, кога државните институции може да покренат судска постапка, доколку имаат сознанија и докази дека е сторено кривично дело во периодот кога се спроведувал стечајот или пак годините пред да почне. Со други зборови, ако до јуни 2016 година не се отвори досие за преиспитување на стечајната постапка, таа ќе биде затворена и прогласена за легална. Иако според документацијата на официјалните државни органи, таа е криминална и проследена со многу законски недоследности, се вели во текстот во најновиот број на неделникот Фокус под наслов "За да заштити моќници, државата заглави во криминалниот стечај на медицинска пластика". Инаку неделникот Фокус во текстот вели дека во пресред на Законот за заштита на пријавувачи пренесува сторија која прикажува што им се случува на оние кои пријавиле дека некаде се има криминал, а не добиле заштита. Случајот со стечајниот управник е класичен пример како пријавувачите, па макар и да се работи за милионски криминал, не добил заштита и останал без работа, стои во текстот на Фокус. Утрешниот празник Ден на македонската револуционерна борба 23 октомври со неколку активности ќе се прослави во Тетово. Денот на македонската револуционерна борба 23 октомври во Тетово ќе се прослави со неколку активности во организација на Унијата на ветерани на ВМРО ДПМН од Тетово. Трибина посветена на празникот ќе се одржи денес во салата на општина Тетово во 20 часот. Утре пак денот на македонската револуционерна борба ќе се одбележи со полагање свежо цвеќе пред споменикот на револуцијата со почеток во 11 часот. Денот на македонската револуционерна борба е државен празник кој се празнува на 23 октомври во Македонија. Празникот се празнува од 2007 година, кога беше донесен и изгласан новиот закон за државни празници. Денот е неработен.
Овој ден се празнува по повод основањето на македонската револуционерна организација во Солун, имено на 23 октомври 1893 година, во куќата на солунскиот книжар Иван Хаджи Николов во Солун. Се собрале 6 млади мажи за да ги стават основите на тоа, кое што ќе стане символ и знаме на борбите на македонците за слобода. Основоположниците биле доктор Христо Татарчев, Даме Груев, Петар Попарсов, Иван Хаджи Николов, Антон Димитров и Христо Батанджиев. Тие основаат конспиративна група нарекувајќи ја Македонски револуционерен комитет. Организацијата се борела за ослободување на Македонија со сопствени сили без помош од надвор. Формирањето на ВМРО значило почеток на организираното македонско револуционерно движење, кое преку Илинден 1903 и Крушевската република, преку Народно-ослободителната војна, резултира со создавање современа самостојна македонска држава. Овој датум се поврзува со организираната борба на македонскиот народ и на националностите кои живееле на оваа територија за формирање независна држава. Во политичка смисла, тогаш борбата за автономија значила формирање самостојна држава. Затоа 23 октомври символизира континуитет на македонската борба за независност, што резултирал денеска да имаме сопствена независна држава. Во Галичник утре и задутре се одржува традиционалната галичка книжевна колонија. Манифестацијата годинава е посветена на идејниот творец на колонијата, поетот Тодор Чаловски, кој почина летово. Предвидени се повеќе настани, креативна работилница, читања, промоции. За прв пат ќе се додели наградата за достигнувања во областа на поезијата и литературната критика. Галичник наредните 2 дена ќе биде домакин на 15 поети и книжевни критичари во рамки на 21-то издание на Галичката книжевна колонија. Годинава манифестацијата е посветена на нејзиниот идеен творец, поет, есеист и критичар Тодор Чаловски, кој почина во јуни годинава. Програмата на книжевната колонија започнува утре попладне во Старата црква Света Петка во Галичник со настанот Часлослов, на кој учесниците ќе беседат и читаат стихови од и за Чаловски. Предвидено е да се направат и осврти за значењето на неговото дело, како и за колонијата. Своји обраќања ќе имаат Данило Коцевски, Луан Старова, Ермислав Азановски и други. Колонијата продолжува навечер со поетско тиховање, каде што учесниците ќе читаат песни од Чаловски, како и своји творби. Во саботата во хотелот Неда ќе се одржи креативна писателска работилница, пошто е предвидена промоција на стихот збирката од Чаловски "Премостување на мигот". За книгата ќе говорат Весна Мојсова Чепишевска и Сонја Стојменска Елзесер. 21-то издание на Галичката книжевна колонија носи новина, а тоа е востановување на награда Тодор Чаловски. Наградата е најавена како врвно признание од областа на поезијата, критиката и на креативните прозни форми. Добитникот ќе биде објавен на колонијата. Организатор на Галичката книжевна колонија е Сдруженијето Галикул. Словенечката полиција соопшти дека рано изутринава во Словенија пристигнала досега најголемата група од 2 до 3.000 бегалци. Групата минала во Ригонце околу 4 часот, а синоќа во Бизељко пристигнале уште 1500 имигранти. Потпаролката на полицијата на Ново место, Аленка Дреник, изјави дека двете групи пристигнале без претходна најава на хрватските власти. Група од 2200 бегалци го напуштиле синоќа прифатниот центар во Словенија и минале на територијата на Австрија. Шведските власти соопштија дека маскиран маж со меч убил едно лице, а повредил 2 во напад во училиште, пред да биде застрелан од полицијата. Нападот се случил во училиште во Тролхатен, кој се наоѓа во близина на Гетебург. Според медицински лица, жртвата е еден наставник, а тешко повредени се 2 ученици на возраст од 11 и 15 години. Тие информираат и дека напаѓачот се наоѓа во критична состојба.
Американскиот државен секретар Џон Кери и израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху за време на средбата во Берлин повикаа итно да се стави крај на насилството на Блискиот Исток, кое е во пораст во последниот период. Израелскиот премиер го обвини палестинскиот председател Махмуд Абас за предизвикување тензии. Според него серијата напади на палестинците врз израелците се поттикнати од палестинските групи и од Абас кои шират лаги за неговата земја. Мексиканските власти уапсија 6 лица осомничени дека му помогнале на наркобосот Хоакин Ел Чапо Гусман во јули да побегне од затвор, а меѓу нив е и зетот на бегалецот за кој се верува дека е организирал целата акција. Државниот обвинител изјави дека меѓу уапсените е и пилотот кој после бегството Гусман го префрлил со авион. Потрагата по Ел Чапо почна кога специјалци го забележаа на 9 октомври во близина на градот Косала. Во негово друштво било едно девојче, па специјалците не сакале да тргнат во акција. Во моментот кога специјалците му се доближиле, тој паднал од карпа. Неговите телохранители го однеле во густата шума и исчезнале. Така специјалците повеќе не можеле да го следат. Гусман е милиардер и шеф на моќниот мексикански наркокартел Синалоа, кој заврши во затвор во февруари 2014 година. На 11 јули оваа година тој избега од затвор со максимално обезбедување, откако припадниците на неговиот картел ископаа 1,5 километри долг тунел. Гусман и претходно избегал од затвор во 2001 година, кога на слобода го изнеле во корпа со валкана облека. Денес имавме облачно и врнежливо време. Утринската температура во земјава се движеше од 3 до 12, а дневната од 5 до 14 степени. Утре не очекува умерено облачно време. Утринската температура ќе се движи од 2 до 11, а дневната од 7 до 16 степени. Тоа беше се што нашата информативна редакција подготви за овие регионални вести. Пријатно!